По сите отстапки направени кон Бугарија, Заев дури сега се чувствувал повреден. Го повредили навредиле зборовите, отколку што го нарече пријателот Каракачанов, дека не постои македонски идентитет, одделен од бугарскиот, пред 44-та година. Запрашан дали ќе испрати протестна нота по ваквата изјава, премиерот вели не, но сепак јавно ќе реагирале. 43 на 31 декември македонските граѓани не си легнаа како бугари, се разбудија со бајлето, на 1 јануари 44 како македонци. Апелирам до пријателска Бугарија, за посебно до општествениците и до мојот пријател Красимир Каракачанов, со кој што имам навистина пријателски односи, да знаат колку и да е тоа податливо во Бугарија, колку и да не знам како се сваќа, овде повредува. Затоа што кога повредува некој, кога разговара за твоите чувства, тогаш е тоа болно. Според Заев било трагично и катастрофално што Бугарија е ставила вето на Македонија, уште еднаш повика на пријателство, повторувајќи дека сме имале заедничка историја, но сега спомена и засебна, која ја забораваше минатиот период. Да бидеме паметни, заедничката историја да гледаме како нешто што не прави поголеми пријатели, заради подобра соработка, наместо нешто што не дели. Секако следува сериозен период на горчини пред се кај нас, заради тоа што никој не се надеваше дека Бугарија може да ни стави вето, да ни стави блокада, и тоа е болно, и тоа е тешко, и тоа е трагично, и тоа е катастрофално. Инаку секојдневните провокации од Бугарија не престануваат. За Каракачанов покрај идентитетот, проблем е што во Македонија немало бугарски медиуми да ја шират тамошната пропаганда. И председателот на источниот сосед Румен Радев вели сме морале да сватиме дека патот кон неу не минувал низ европските метрополи, со барање да се прави притисок кон Бугарија, туку преку Софија.